Вете се во една таква ситуација. Го имате Ченто, го имате Шатев, го имате Апостолски, го имате, ајде да речеме, Киро Глигоров, ги имате сите тие кои што биле за самостојна независна Македонија. Тие сите луѓе се пратени кој во Голи Оток, кој во Белград, ги снема од Македонија. Тоа беше вистината. Како ќе реагирате вие кога ќе видите дека полека ги снемува тие што за нешто се борат? Дали ќе се придвижите кон... Но дали може да се споредиме со Словенија, која имаше силни политичари, тие беа единствени во дефинирањето на својата држава? Меѓутоа треба да имате упредвид дека словенците во НОП, сите партии од словенците влегоа во борбата против антифашизмот. Сите словенски партии од предвојната влегоа во борбата против фашизмот. И они го има истиот проблем, затоа што после дојдоа комунистите. И кај нив настана. Земите ги Хрватите, Хебранг зошто го убија? Хебранг го зема во Белград затоа што беше за самостојна независна Хрватска. И меѓутоа, и тие кога дојдоа Хрватите од Белград, од Загреб, комисијата кажа дека Хрватите не осеќаат федерацијата како своја. Да, исто како македонците. Котовски, дали држава се дефинира со кодоштво? Не. Често пати зборувам, тоа е турски збор што значи свесно нанесувам штета. Свесно нанесувам штета. За жал, животот е таков, имало и ќе има веројатно. Значи кодош значи свесно нанесувам штета на друг. Значи, свесно нанесувам штета. Овде кога дискутирам со пример да ви кажам, сеќавате вие на прекрасна драма, се викаше Кодош, а главен јунак во таа драма беше синот на Ристо Шишков, Васил Шишков. Ели, тоа действие се одвива некаде за време на Отоманската империја во Солун, кога млади македонци се затворени во занданите, а меѓу нив едно 18 годишно момче. Ели? И поминуваат некоја комисија за да видат како функционира затворите во Солун, прашуваат шо е ова момче затворено, па вика тој е револуционер пар екселенс. Колку години има? 18 години. Па дајте со 18 години, колку може да има сгрешено некој човек? И во тој момент настанува да биде променет управникот на затворот, бидејќи условите се такви кои што се. Се случува за време во очи на Великден или за Великден. Доаѓа млад турски управник и седнува со рајата, со македонците, му се бендисува нашите обичаи, така натаму го почестува со ракија, со јајце, како е редот. И доаѓа Кодошот, му вика, знаеш ли кој побегна? Филјан Кишија. Вика, добро, ќе видиме. По 5 минути пак ти кажав дека побегна тој и тој. Добро, дете разбрав, еве ти еден грош. После тоа му иди му вика, превземи мерки, овој побегна. Тој му одговора, шо наросве вие? Што човек си ти? Значи, има, веројатно че и во иднина че има тако нешто. Тука е господинот Илија знае, јас имав ретка прилика да ги гледам сите списи од преку неговиот покоен брат сега за неговиот татко. Ретка прилика и тоа бев полицаец, нели професионалец бев, работев таму кај што работев, човекот се стегна со доверба и ми покажуваше сите слики. И многу настани ми, и то тие луѓе се живи, нема да спомнам кои се и како се, така натаму, каде што очигледно се гледа една намера да му се наштети. Зборувам за Ченто, например. Тука кога зборуваме за Ченто, не е далеко ни Киро Глигоров, затоа што историчарите знаат, експредседател Киро Глигоров од страна на Кулишевски беше испратен во Београд и седнат на едно биро таму и така натаму, само за да не му сметат. Има, велам за жал, и такви луѓе кои што заради собствената кариера газат и на живи луѓе. Тоа е голема штета да треба. Тоа е интересно, мораме со рекламите, се враќаме у студиот. Реже со рекламите, мемо.